во тој момент кога Христијан Мицкоски кажа дека ќе прави реконструкција во владата, тој практично го призна поразот на неговите политики. Реконструкција на влада се прави тогаш кога неговиот кабинет ги промашил политиките или не успеал да ги спроведе политиките, или спроведувал погрешни политики, или да спроведувал политики кои што биле побарани од Христијан Мицкоски да бидат спроведувани, меѓутоа ги фатиле во процесот на спроведувањето на тие погрешни политики. Значи, за да ја испере одговорноста од себе, например, за лошата кадровска ситуација, за уште полошите државни политики, ова е едно големо признание за тоа дека оваа влада е нефункционална. Но има еден друг аспект, а тоа е дека прво треба да рипнеме па да речеме стоп, треба да видиме колку оваа реконструкција ќе биде сериозна, дали воопшто ќе има некој сменет министер или ќе има само рокади на министри. Треба да видиме дали ќе стане збор само за втор, трет, четврт ешелон, но не и за првиот ешелон на луѓе. Ќе видиме, ова може да е и пиар трик, не е непознато за Мицкоски да лаже, така да ќе видиме дали станува збор за искрена намера и искрено препознавање на тоа дека води погрешни политики, дека за една година државата ја врати 25 години назад. Ако тоа го препознал, окей, нека менја кабинетот, меѓутоа вчера кажавме најдобра кадровска политика во овој момент на оваа влада би била да го смени премиерот.